Родителите или старателите ќе бидат повикувани на советување ако децата имаат 10 неоправдани или 100 оправдани изостаноци или 3 негативни оценки во 3-месечен период. За родителите кои после втората покана ќе одбијат да дојдат на советување, ќе следи казна од 200 до 700 евра. За несоодветното или асоцијално однесување на учениците, родителите се законски обврзани да одат на советување, кое започна да се применува со почетокот на второто полугодие во сите основни и средни училишта. Ние како едно од 5 средни училишта во општина Прилеп пристапивме кон имплементирање на овие измени во нашиот едукативен процес. Вклучени се тимот на педагог, психолог, првенствено зборувам за учество на психологот кој што го води тој процес. Значи се работи за процес каде што ние се трудиме да направиме една конекција со родителите, односно да го вклучиме активно семејството во наставниот процес за да можат родителите да добијат поголем избор на информации, да се покаже или да се зголеми заинтересираност на родителите во однос на активностите на нивните ученици во рамките на образовниот процес. Советувањето на родителите се врши во групи, но не поголеми од 20 родители, кои ќе бидат навреме известени и повикани од педагошката служба. За време на советувањето, родителите нема да бидат пасивни слушатели, туку активно ќе учествуваат и ќе споделуваат и разменуваат искуства за начините на воспитување на децата. Советувањето се врши на 2 средби во трајање од 60 минути. На првата средба се информираат родителите, се запознаваат со проблемот кој што го има нивното дете. Се запознаваат со родители кои имаат слични проблеми и размена на искуства. На втората средба родителите се советуваат со некои од вештини на комуникација и воспитување на нивните деца со цел за полесно да ги надминат проблемите со кои се среќаваат при развојните проблеми на нивните деца. Целта на програмата за советување родители на учениците со проблеми во учењето или поведението е да се развие свесноста за потребата да се унапредат родителските вештини кои позитивно би влијаеле врз квалитетот на животот на детето и на неговите постигнувања на училиште.